Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Георгиевски и председателката на Сдруженијето на социјални работници професор доктор Светлана Трбојевиќ денес отворија канцеларија за социјална подршка на млади брачни парови од општина Кисела Вода, лоцирана во Домот на култура Билјана Беличанец. Оваа канцеларија според Георгиевски е прва и единствена од ваков вид во Македонија и ќе овозможи бесплатна стручна подршка и совети за надминување на тешкотиите и одржување на здрава комуникација помеѓу идните брачни двојки, што е клучно за стабилноста на секое семејство. Канцеларијата, како што сподели градоначалникот Георгиевски, е создадена од потребата да се превенираат и спречат нарушените односи и семени недоразбирања, кои за жал се почесто доведуваат до разводи. Канцеларијата ќе работи во среда од 16 до 20 часот и сабота од 10 до 16 часот. Стручната помош и подршка од страна на тимот се бесплатни. Потребно е претходно да се закаже термин на телефонскиот број 02 32 12 690. Термините се закажуваат во понеделник од 10 до 12 часот. Стои во соопштението од општина Кисела Вода. Општина Центар на располагање става електронски анкетен прашалник преку кој ги вклучува граѓаните во креирање на буџетот за 2025 година. Градоначалникот на општината Горан Герасимовски ги повикува граѓаните да даваат предлози за потребите во нивните мала. Според првиот човек на општината, електронскиот анкетен прашалник на граѓаните им дава можност да предлагаат проекти од областа на образованието, социјална, детска и здравствена заштита, култура, спорт и рекреација, локален економски развој, урбано планирање, комунални дејности, животна средина, јавни работи и реконструкција и санација на училиштата. Анкетниот прашалник е поставен на веб страницата на општината и преку него граѓаните може да наведат проекти кои сметаат дека ќе им донесат бенефит. Зоолошката градина во Скопје соопшти дека повторно ќе биде отворена за посетители од сабота, откако во октомври беше потврден случај на птичји грип. Ве известуваме дека од оваа сабота, 9 ноември, Зоолошката градина на град Скопје повторно ќе биде отворена за посетители, со редовно работно време од 9 до 16 часот секој ден. Да уживаме заедно во убавите есенски и сончеви денови. Ве очекуваме, стои во нивната објава на Facebook. Инаку Зоо Скопје беше затворена за посетителите, откако неудамна беше потврден случај на птичји грип. Имено беше спроведен надзор и хумано убивање на 24 патки, 6 гуски, 5 кокошки и 1 чавка. Беа наредени мерки за дезинфекција, испитување на другите птици за присуство на вирусот, зголемување на биосигурносните мерки, со цел сузбивање на болеста и спречување на нејзиното ширење надвор од зоолошката градина кај животните и кај луѓето. Во текот на вчерашниот ден и минатата ноќ екипите на јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје подигнаа и транспортираа приближно 60 кубни метри отпад од неколку диви депонии, лоцирани во скопските општини Чаир, Центар и Кисела Вода. Во општината Чаир се отстранети вкупно 20 кубни метри мешан, комунален, кабаст и градежен отпад, одложен на јавни и сообраќајни површини на улицата Џон Кенеди, во непосредна близина на детската градинка Снежана и основното училиште Васил Главинов. Во оваа општина е интервенирано и на улиците Ресенска и Струмичка. Воедно во текот на вчерашниот ден се отстранети вкупно 30 кубни метри отпад од диви депонии, лоцирани на улиците Димо Хаджи Димов, Михаил Чаков, Христо Татарчев, Георги Димитров, Вера Јоцик и Антон Попов во скопската општина Кисела Вода, соопшти Комунална хигиена Скопје. Скопје повторно се најде меѓу 10 најзагадени градови во светот. Имено главниот македонски град во моментов се искачи на 6-то место според загаденост на листата на платформата IQR на поголеми градови во светот, со индекс на загаденост од 165. Први на оваа листа се Делхи во Индија и Лахор во Пакистан. Во европски рамки Скопје е на второто место, позади Сараево кој има индекс на загаденост од 182. Министерот за животна средина и прв вице-премиер Изет Меджити пред 10 дена изјави дека проблемот со загадениот воздух е комплексен, одговарајќи на новинарско прашање дали ресорот и владата имаат конкретни мерки како оваа зима да имаме помалку загаден воздух.
Инаку Скопје го одбележа екстремно загаден воздух на крајот на 2023 година. А податоците од државниот автоматски мониторинг систем на Министерството за животна средина и просторно планирање покажуваат дека квалитетот на воздухот во декември 2023 бил полош во споредба со истиот месец од 2022 година. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasude sni. Večno